Добар ден, вака така стигнавме и до средината на оваа недела. Секојдневно од понеделник до петок нашите теми со кои што ви даваме совети за вашето здравје, но и секогаш практикуваме да бидат разновидни теми или теми кои што се однесуваат на нашето здравје, но обработени од различни аспекти. Денеска ќе обработуваме една таква тема. Вие знаете, оние кои што редовно не следат, дека практикуваме од време на време или пак еднаш неделно да зборуваме за тоа колку е важна храната, здравиот начин на исхрана, при тоа здравиот начин на живот или стилот на живење. И од тука денеска ќе зборуваме за тоа, но дополнително ќе го ставиме акцентот и на природното лекување. Секојдневно имаме различни теми за различни заболувања и состојби во кои што зборуваме со доктори, каде што се осврнуваме и на диагностицирањето, се осврнуваме и на третманот, кој што може да биде конзервативен, може да биде оперативен, но во секој од нив постои и превенција, но и некаков така наречен алтернативен начин на лекување. Повеќе би сакале да го наречеме како природен начин на лекување, но за тоа ќе зборуваме во денешното издание. Ја насловивме денешната тема како храната е лек, а лекот е храна, но за многу повеќе од тоа ќе зборуваме, а мој денешен гостин е Љупче Трајчев, кој што е активист за здрава храна, односно здрав начин на живот или стил на живење, како и природно лекување. Љупче, добар ден за вас и добро дојдовте во нашата Алфа ординација. Добар ден, добро ве најдов. Пред се благодарам за поканата и се надевам дека ќе бидеме интересни овој час во Алфа телевизија и дека ќе помогнеме на многу наши гледачи кои што природно би можеле да го најдат лекот за она што ги мачи или за некое заболување кое што го имаат, а кое што природно може да се отстрани. Според моите искуства до сега сум имал многу такви, така да јас верувам многу во природата и во сето она што расте во природата, дека помага и дека може да излечи многу болести за кои дури некои конвенционалната медицина верува дека се неизлечиви и дека се хронолошки. Така. Оние гледачи кои што или сите луѓе, впрочем кои што имале одреден проблем, кај дел од нив се и самите за себе личен пример како при одреден начин на лекување и дополнување на тоа со природен начин довело до успешни резултати. Вие во текот на вашата работа како активист за здравиот начин на живот и природното лекување имате многу истражувања, при тоа и многу докази и лични искуства низ кои што сте поминале, бидејќи станува збор за едно работење или фокусирање на ова поле 23 години. Може само еден како мал вовет, иако верувам дека нашите гледачи ве пратели во други телевизиски емисии, како и во емисии кај нас во Алфа телевизија, но сепак еден вовет за целокупната работа, накратко, патувањата, истражувањата и сето она што е собрано како знаење кое што можеме да го пренесеме и денеска во текот на денешната емисија. Па еве вака накратко, нели сите почнуваме со некој здрав начин на исхрана, може да се каже кога ќе имаме некој проблем. Мене тоа ми се случи пред 23 години и така успеав да го излечам тоа што го имав како проблем. Проблем ми беше високиот билирубин и нарушената функција на црниот дроб поради знаеме во тие тинејџерски години како се храниме. Јас малку повеќе претерував, внесов се што е, да речеме, сега што се нарекува модерно junk food и многу повеќе од тоа, така да имав проблем со црниот дроб и на моите истражувања и разговор со многу доктори, тие ми кажаа дека црниот дроб е орган кој што се обновува и дека не постои лек кој што може, медикамент, да речеме, кој што може да придонесе за здравување, така да јас тогаш почнав многу да истражувам, немаше интернет, немаше ништо, набавував книги од Белград, од нашата универзитетска библиотека и почнав да ги читам некои доктори кои што има тогаш напишано, имало многу повеќе книги, меѓутоа не беа издадени, не беше толку актуелна таа тема. Сега може многу повеќе литература да најдам во врска со тоа, така да некако се снаоѓав и успеав за релативно кратко време да го излечам тој проблем кој што го имав на себе. Бев многу упорен. Најбитно е, нели, секогаш кога правим некоја одредена работа, посебно за здравјето, е многу битно да се внимава на тоа што се внесува, затоа што
едно мало отстапување во тој процес на лекување може да предизвика пореметување на целиот процес. Така да така почнав од мое лично искуство, потоа почнав нели на најблиските да и правам некои мелеми и слично, природни напитоци, и сето тоа резултираше со добри резултати кои што ги имам и денес. Тоа е на некој начин и помагам на луѓето кои што сакат, кои што веруваат, најбитно е да се верува дека може така да се излечи, кои што не веруваат многу во медицината, онаа медицина нели која што и фармација која што постои кај нас. Пробуваат, сите сакаат сега во последно време бројот на луѓе кои што сакат природно да се излечат се поголем. Мене ми е мило што е тоа така. И најмило ми е кога ќе слушнам дека некој го подобрил своето здравје на таков начин кој што сум го препорачал јас или било кој друг, небитно, битно е резултатот да биде добар и да помогнеме на некој кој што е во таква состојба да се чувствува подобро, затоа што нели здравјето е најбитно. Најбитно е да сме здрави, се друго е останатото е споредно. Кога не сме здрави, другото што го имаме околу себе ништо не ни значи. Така. Многу е важно стартно ставот кој што го имаме, навиките на кои што сме научени и она што всушност сме навикнале да го практикуваме во текот на животот кога ќе се соочиме со било каква болка или било каква состојба, па дури тоа да е една блага настинка, дури тоа да е една, да речеме, главоболка и слично. Голем дел се разбира практикуваат по медикаменти или основни аналгетици против болка. Ние денеска ќе позборуваме дека всушност и преку природниот начин на лекување, таа болка или таа одредена состојба може да се елиминира, но како што рековте вие, потребно е трпение, но и потребна е и верба. За да бидеме појасни и да имаме еден редослед концептуално во денешната тема, прво би почнале за тоа имаме безброј болести за жал, но би почнале за тоа како настануваат болестите, бидејќи секоја болест настанува со присуство на одредени токсини во организмот. Така и недостаток. Втората причина е, првата причина е присуство на отрови кои што организмот мора некаде да ги складира и мора да направи одбранен систем за да го заштити животот, а втората причина е недостаток на витамини, минерали кои што се потребни за одредени функции. Например, додека сега зборувавме во овие 5 минути, во нашиот организам се случија преку 100.000 хемиски функции во организмот, што тоа е бесмислено за нас толкава бројка. Ние имаме трилиони клетки кои што се различни и кои што живеат во симбиоза со бактерии и вируси кои екзистираат во нашиот организам. Значи, ние не сме само суштество кое е создадено од своји автохтони клетки, ние живееме во симбиоза со многу бактерии и вируси кои што помагаат од почнувајќи од варење на храна до различни процеси кои настануваат во самиот организам. Од тука треба да се разбере вистинското функционирање на организмот и потребите на сите тие елементи кои што мора да бидат достапни за да функционира секако што треба. А тоа едноставно може да се внесе преку храна. Сега имаме одлични лаборатории каде што можете да направите испитување што ви недостасува. Со самото надокнадување на одреден елемент, се ќе си дојде како што треба. Затоа што организмот на човекот е толку многу совршен што тоа не може да се опише со зборови. Имаат различни истражувања на кои што се правени одредени испитувања на одредени функции и секогаш не може да се дојде до крајот и да се објасни како тој, например, да речеме, тој одреден систем функционира. Покрај сите овие технолошки достигнувања, сепак ние сме толку совршени што технологијата која што ние сами ја имаме измислено не може да ни го објасни нашето детално функционирање. Ја ќе почнам накратко што се случува со тие симптоми и сето она што се случува. Например, вие ќе изедете нешто што не е добро за вашето тело. Веднаш во стомакот имате рецептори кои што му праќаат на мозокот го враќа, ја враќа информацијата назад и се случува грчање на стомакот, се случуваат одредени работи кои што сакаат вие да повратите, односно како што велам ја, да изфрлите на предната врата она што не чини. Сега што се случува ако вие
дојдете дома и тој го кажете на вашата баба, вашата баба ќе ви каже земете напите се на топла вода, 2 прста во уста и сврли го тоа и готово, крај. Меѓутоа многу луѓе нема тоа да го направат, ќе отидат во аптека и ќе купат медикамент кој што ќе ги спречи импулсите за тоа да функционира така како што треба и процесот на повраќање ќе биде елиминиран. И што се случува? Тогаш ние мислиме дека се е окей, меѓутоа храната преминува од цревата. Цревата јавуваат дека не е нешто како што треба, внесен е отров, непријател не може тенкото црево со со цревните ресички кои што впиваат храна, јавува дека ова не треба да стои тука, вие добивате силни грчеви во стомакот, добивате порив за диареја и имате потреба за да го исфрлите тоа. Меѓутоа, исто ако прашате баба ви ќе ви каже написи една чаша вода и исфрли го тоа што не ти треба, направи еден клистер, порано луѓето така се лечеле и отровот ќе биде исфрлен од организмот и нема да има проблем. Меѓутоа пак некој ќе отиде во аптека, ќе купи апчиња кај што ќе го прекине исто процесот на исфрлање, затоа што ќе му кажат тоа е опасно, значи не сме тоа да се случи, можете да дехидрирате. Да, ако не се напиете на чаша вода, може да дехидрирате. И потоа што се случува? Тие отрови остануваат во цревата. Сега организмот бара друг начин како да се отараси од нив, затоа што се вишоки непотребни се. Сега што се случува? Отровите се праќаат во плуќата, затоа што тука се тоа е нашиот одбрамен систем кој што создава слуз, преку тоа се исфрлаат во солачење на слузот, кој што ние го исфрламе, течење на нос и слично. И секогаш кога го имаме, кога имаме таа состојба, треба да ја оставиме организмот да си ја заврши својата работа. Тој ги заробува отровите кои што не се потребни и ние ги исфрламе преку носот и преку устата во вид на шлајм или слуз од носот. Пак ќе отидеме во аптека, ќе купиме нешто, ќе го прекинеме тој процес и се мислиме дека сме го решиле проблемот. Не сме го решиле проблемот, отровите остануваат. Сега отровите одат во црниот дроб, кај што се распоредуваат по целото тело и се случува да добиеме некои чиреви, ексцеми, псориаза, доколку труењето е поголемо. Значи самиот организам сака преку најголемиот орган на човекот, кожата, да ги исфрли тие. И сега што правиме ние? Ние ќе земеме некои креми, наместо да отидеме на сонце, сонцето со синтеза на сончевите зраци се создава витамин Д, кој што е многу корисен и кој што може да ги отстрани овие појави и сите отрови кои што сакаат да излезат од организмот. Тука јас би апелирал и за антиперспирантите кои што се користат, меѓутоа покасно ќе кажам, од тука излегуваат отровите. Направен е тој цел систем каде што телото мора на некој начин да ги исфрла отровите. Има повеќе начини, сега дојдовме до овој кој што е преку кожата. Исто така се случува да луѓе користат многу токсични креми кои што содржат алуминиум, алуминиумот е доста канцероген, се мачкаат, сите тие отрови влегуваат повторно во телото и сега се случува еден голем проблем каде што телото преку кожата не може да го исфрли, преку кожата му треба најдолго, можеби 3 месеци за да се исфрлат сите отрови, создава еден како да го кажам, една канта за отпад, која што ние нарекуваме тумор, каде што мора да ги складира сите овие отрови, затоа што ние не сме ги исфрлили отровите и така настануваат туморите. Кај некој ги поминува сите овие фази, кај некого доколку е зависи од каков начин е предизвикано внесувањето на отрови, се создаваат туморите. И сега кога ќе отидеме на лекар, значи организмот ни вели, остави го туморот, јас ќе ги соберам сите отрови, храни се здраво, преку храната ќе ги исфрлиш отровите, туморот ќе исчезне. Меѓутоа ние што правиме? Ќе отидеме, ќе го отстраниме туморот и после 3 месеци организмот ќе го отстраниме туморот и мислиме дека сме решили работата и сега му велиме на организмот, супер, се отарасивме од тебе. А организмот вели, кај ми е мене корпата што ја направив за ѓубре. Сега ќе мора да направам уште 3.
затоа што некој може да дојде и да повторно да ми ја украде корпата. И така се случува, за жал, многу луѓе знаат од искуство и своји најблиски кои што имале тумор, кои што го отстраниле, после неколку години се формираат тумори на друго место и после тоа може да биде фатално, може и да метастазира затоа што веќе вие сте му ја пресекле, сте извадиле корпата кај што влегуваат отровите и сега организмот мора да го распореди тој отров, кај некој создава нови тумори, кај некој се распространува по целото тело. И тогаш метастазираниот тумор или рак е многу тежок за лечење, затоа што многу е тешко да се соберат сите отрови за да се исфрлат во организмот. Затоа се практикува секогаш кога ќе имате одредена болест или состојба, јас тоа не го нарекувам болест, значи течење на нос, отечени крајници, тоа не е болест, тоа е фаза која што организмот се обидува да ги отстрани отровите и тоаш морате да бидете трпеливи со чајче, со многу сокови, за да ги отстраните отровите и подоцна ќе бидете окей. Доколку тоа го решите со антибиотик, веруете за некаде 6-7 месеци повторно ќе ви се јави истата состојба. Тоа го знаат најверојатно гледачите кои што се често на антибиотици, а јас според мене можам да кажам од лично искуство, значи не зборам на памет, мислам дека 17-18 години немам земено никаков медикамент до сега. За ништо? За ништо. Така, се е преку природниот начин на лекување, односно со одредени рецепти кои што ги правите, а то со природни Природни билки. состојки, да, состојки, состојки природни да открена, да. билки, различни овошја, јаткасти плодови, слично зависи од тоа што се третира и што треба да се обезбеди за да се отстрани. Ова може траеше малку долго, меѓутоа сакав да дадам една слика како функционира самиот имун систем на човекот и како се обидува да ни помогне, затоа што нашиот организам е совршен и се труди да го отстрани она што нам не ни е потребно на сите можни начини. А најлесно се знае како се исфрла. Так. Значи преку дебелото црево, доколку сме функционални, доколку имаме чисти црева, најлесно му е да ги отстрани отровите. Да. Еве за гледачите кои што не следат, понатака во текот на емисијата ќе споменеме и некое рецептче, некои од рецептите кои што ги правите. Ќе се бидејќи ќе зборуваме и за имунитетот во продолжение, може и нешто околу тоа кое што сушност е важно или неопходно, бидејќи добрите имунитети оние кои што ни го одржува и се разбира доброто здравје или одбраната од се што може да ни ја влоши состојбата. Кажавме ете како настануваат болестите, што всушност предизвикуваат токсините кои што може да се насоберат во нашето тело. Дел од тоа кажавме и како и на кој начин ги внесуваме токсините, а тоа е преку нездравиот начин на живот или не внесување на нездрава храна, но да појасниме за внесувањето на токсините во телото, па ќе го вклучиме, прво ќе го вклучиме гледачот, па ќе го појасниме ова да не чека. Ајде, може. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да едно прашање да ја прашам. Усвари сакам приватно некако број да добијам од господинот. Јас се лечам од карцином на дојка, метастази на врат. Добро. Се прават операции 3-4 и сега повторно примам некоја имунолошка терапија. За совет сакам да го прашам. Добро, може во режија да го ставиме бројот. Да, ќе го ставиме бројот во режија, бидејќи вака ќе го ставите вие сега вашиот контакт број, а по завршувањето на емисијата ќе ве контактираме и ќе ви го кажеме бројот на може да, затоа што е малце подолга. Подолг одговорот, не можеме да одговориме во кратки црти. Затоа најдобро нека го стави бројот, ќе ја контактираме гледачката, ќе видиме колку можеме да помогнеме со во однос на нејзината состојба. Да, што значи оставете го бројот, па ќе ве контактираме за сигурно. Како ги прибираме токсините, односно како ги внесуваме токсините во телото? Токсините се внесуваат на повеќе начини. Првиот начин е дишењето. Сега за жал имаме ваков воздух како што имаме во Скопје. Дишењето, водата, храната преку кожата, која што е нашиот најголем орган, како што кажав претходно, и преку храната, споменав и преку вакцините. Така. Ги обработиме овие работи посебно и за самото загадување и за воздухот кој што го вдишуваме и на колка временски период тоа може да доведе одредени последици, но еве имаме повторно гледач, може да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете.
Вака ми поздрав до докторот и ме интересира дека имам миом во матката, па како да природно да го снема. Добро, тоа веројатно е за на природниот начин на лекување или како да се постапува во однос на Да, има исхрана? неколку начини треба да се направи со самото тоа треба да се направи алкализација на целиот организам и треба да се биде на строги диети за да се отстрани тој миом. Има повеќе билки кои што исто може да се користат. Јас би сега затоа што и ова е малку подолго излагање, најдобро нека го остави гледачката бројот, па ќе може и да испратам и на мејл или на било како цела програма како може тоа да го регулира. Така, што значи вие оставете ги информациите односно бројот, па и вас ќе ве контактираме, бидејќи станува збор за, ете да речеме, двете гледачки кои што се јавија, различна здравствена состојба, односно нели влошена состојба во која што се наоѓаат или одредена диагноза и сега секој природен начин на лекување во овој дел би бил поразличен. Едната би требало да прави едно, да се фокусира на одреден начин на природно лекување. Во суштина треба суштината на лекувањето е на некој начин иста, така што во едната се дополнуваат со одредени работи, кај што првата гледачка треба да зема и одредени дополнителни работи, кај втората тоа, пошто е миом, не треба толку да биде да се користат додатни работи, може само природно чистење. Она што е најбитно, лекот за, да речеме, за ракот и за останатите работи е откриен уште многу одамна, 1928 година од Дото Варбург, кој што докажал дека со алкализација на самиот организам и со користење на природни продукти кои го алкализираат организмот може да се отстрани самиот канцер. Во 31-та година добива Нобелова награда за тоа, меѓутоа тоа некако се занемарува со развитокот на останатата медицина во случаев и останува тоа задкулисно некако. Меѓутоа има многу протоколи по кои што може да се во ваква состојба да се лечат нашиве гледачи. Тука е Герсоновата терапија, која што според мене е една од најдобрите, терапијата на број си останати, да не ги набројувам сега сите. Она што сакам исто да го кажам, дека нашиот разговор и ова што го правиме сега е чисто информативен, за да ги информираме гледачите, тие на своја совест или може да се консултираат со доктор и да си ја донесат својата одлука. Сакав да одговорам на она што беше поставено пред малку на прашањето за отровите, на кој начин ги внесуваме. Ги внесуваме најмногу отровите кои што не можеме да ги избегнеме, а тоа се отровите преку храна. Знаеме дека храната денеска, индустријската храна содржи многу вештачки конзерванси, засладувачи, емулгатори кои што се штетни за нашиот организам, кои што не ги распознава. Можам да набројам дел од нив: аспартамот, кој што е многу застапен, натриум глукаматот, е тука исто еден од големите предизвикувачи на овие заболувања кои што ги имаме се повеќе, за жал, во последно време. Мене ми е многу жал кога ќе слушнам дури и мои блиски пријатели, пријателки имаат проблеми со настанок на тумори, на канцери во последно време и се обидуваме да помогнеме. Дел од нив се веќе во подобра состојба. Дел од нив уште ги користат, да речеме, и одреден тип на лекувања и користат и природни, така да ефектите се секогаш добри кога се користат овие природни состојки за отстранување на сите овие отрови кои што предонесуваат. Сакам да кажам за аспартамот, кој што е застапен во сите, да речеме, бомбони, гуми за жвакање, сокови кои што се диетални, се користи аспартамот затоа што тој има високо засладување, 20 пати повисоко од шекерот. Откриен е 73-та и пробано е да се стави во листата на храна, меѓутоа одбиен е со неколку истражувања дека предизвикува одредени заболувања, меѓутоа 84-та е повторно ставен на листата за храна со купување на Монсанто на
оваа компанија која го произведува аспартамот се пробива на пазарите и до сега можам да кажам дека аспартамот е предизвикувач на многу заболувања од кои што е канцерот еден од најраспространетите, а го имаме аспартамот на секаде. И не се забранува затоа што е и поминат и во Светската здравствена организација како храна, што е многу жалосно. По ова кое што го зборувавме, се разбира се поставува прашањето, ако е толку лесен начинот на внесување на токсините и секој од нас кога би размислил, би сватил дека преку одреден начин на храна, секојдневно, вака или онака, внесуваме до токсини. Внесуваме, ние не можеме да знаеме што све содржи храната. Храната се пакува, се третира за да нели стои подолго со одредени конзерванси. Знаеме дека домашно приготвената храна за еден ден веќе таа не е функционална. Меѓутоа ова што го имаме во кутиите по маркетите, знаеме по колку години има рок на траење. Некаде имаме по 3 години рок на траење, што за да функционира таа храна, да остане како храна, мора да има многу токсини кои што ќе ги спречат бактериите за да ја разложат таа храна. И така да единствениот начин за да се заштитиме е користење на што повеќе природна храна. Јас тоа сакав да прашам, начинот на заштитување, но и начинот на чистење. Начинот на чистење на најдобар начин на прочистување, ова што ни се случува сега и со воздухот, и со се, значи ние кои ќе ги внесеме токсините, тие веќе се насекаде одат во крвта и најдобар начин на отстранување е користење на хлорофил. Хлорофилот е најдобриот чистач на организмот, еден од најдобрите келати или чистачи на тешки отрови е коријандерот, кој што можеме да го најдеме, мислам дека се уште на нашите пазари. Еден сок, едно смути од коријандер денеска ќе ни заврши многу работа, ќе отстрани многу отрови во нашиот организам. Тука можам да ги набројам сите алги кои што се продаваат, алгите се меѓутоа поскапи, а имаат тука некаде исто дејство како и да речеме најефтиниот отстранувач коријандерот кој што можеме да го најдеме на нашите пазари. Тука е зелената глина, соковите од овошјето. Сега е многу битно во овој период да се користат зелени растенија и многу сокови да се пијат затоа што имаме енормно загадување. Затоа антиоксидацијски процес за да можеме тие отрови да ги извадиме и да ги сфрлиме од нашето тело. Исто така им препорачувам на гледачите за сите оние освен, значи со самото загадување не се само пием частичките. Тука во самиот тој воздух има многу и тешки метали, има свашта, значи сега да не набројувам. Многу е битно да користат активен јаглен сега во периодот, по едно активно јагленче на ден. Активниот јаглен ги врзува само неорганските материи кои што се наоѓаат во воздухот. Значи активниот јаглен не може да ви одземе од органските материи кои што ги внесувате, затоа што клетките се многу посилни од активниот јаглен и тие ги прибираат активните состојки за себе, а тоа што не им треба го исфрлаат. И сега активниот јаглен е тука за да го земе, да го исфрли во дебелото црево и да го исфрлиме скрос надвор. Затоа што дебелото црево кај нас е еден отпаден материјал каде што се регулира и се гледа дали останало уште нешто што може да се искористи и да се врати во организмот или да се исфрли надвор. Тенкото црево е тоа што ги врши сите функции на апсорбирање на хранливите состојки. И преку овој активен јаглен, значи тоа и не кошта многу, може секаде да се најде во секоја аптека, скроз природна состојка. Обично активниот јаглен знаеме да го испиеме кога ќе имаме одредена тегоба, да речеме, во желудникот или... А имаме тегоба затоа што имаме отрови кои што не ни се потребни. Значи пак доаѓаме на истото. Јас имав еден случај кај што во Занзибар има една шума, се вика Јозани шума, таму живеат одредени мајмуни и имаше запалени дрвја и доаѓаа мајмуните јадеа од јагленчињата и го праша водичот што е работава, кажува кога ќе дојдат туристи кои ќе им дадат храна што ние не им ја даваме, некои тие ваши грицки такви работи, на мајмуните постиме лошо и доаѓаат тука ги јадат од јагленчиња. Значи самата природа знаат што да направат. Истото се случува сега со загадувањето. Вие ако имате мачка или куче, тоа ќе бара некаде да најде нешто зелено да изеде затоа што чувствува дека зеленото ќе му го
ќе му направи детоксификација на самиот организам. Јас имав случај сега пред 3 дена бев на Скопска Црна Гора, кај што имаше со нас 2 кучиња кои што одеа и кои што ние јадевме салата, кучето јадеше заедно со нас салата и сите се чуде како може куче да јаде салата. Пошто затоа што чувствува потреба. Тоа тие што имаат домашни миленичиња што ги шетаат по паркови забележале дека мачките и кучињата понекогаш јадат трева, затоа што си прават самите детоксификација на организмот. Хлорофилот кој што настанува со сончевите зраци и водата е многу има таква структура за да ги заробува непотребните материјали и за да ги isfrла надвор. Да прецизираме, во однос на активниот јаглен, дали може да се пие без да почувствуваме тегоба, односно речеме на еднаш дневно, пример, или колку треба? Да, еднаш дневно е сосема доволно по сега мислам дека по 2 грама, не знам по колку беа, едно апче кои што се доволни за превентивно заделување. Сега на состојби на високо труење се дават и по 10. Значи, не дај Боже нешто ако настане некаква таква состојба, меѓутоа превентивно за тие отрови што се влезени во организмот и секако да се прави пауза. Значи, ако се пие 5 дена, 2 дена да се направи пауза. Зборуваме сега превентивно. Затоа што и не е добро па цело време да правиме исцрпување на организмот, затоа што тука му црпиме енергија за отстранување на сите овие состојки дополнителна која што ја нема испланирано, затоа што организмот нема испланирано толку отрови да има во организмот и тоа го исцрпува на некој начин. Така, рековте зелени растенија и природни сокови од овошје. Исто да прецизираме, кои зелени растенија, знаеме кои се сега моментално на пазарот, но имаме. Можеме да ги најдеме, рукола, спанаќ, исто можеме да го користиме свеж. За децата е многу да се направи една банана, 5-6 листа на спанаќ, да се изблендира тоа, може да се стави, да се комбинира, да се стават малини, замрзнати, боровница и да им се дава како кашичка да се јаде, тоа е феноменално. Ако може да најдат се уште јапонски јаболки, исто може да се искомбинираат со бананата и со внесувањето на зелените растенија е многу битна во овој период кога имаме голема брокулата исто така. Брокулата знаеме дека содржи повеќе протеини од месото. Брокулата исто така е многу битна за респираторниот систем. Брокулата делува многу добро и антивоспалително и на секој начин. Термички обработен? Брокулата секогаш на паре е околу 5 минути, не повеќе. И може да се направи некој убав сос, да се конзумира така. Да. Ќе продолжиме со денешната тема и она што ни останува, имаме уште доста точки за разговор, но ќе направиме кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме денешната тема. Останете со нас. Гледајте на секој работен ден во 17 часот на Алфа телевизија. Зебра магазин. Мартин се јако весели том диетету и он га жели одгајат, Борис не мора ништа сазнат. Живо, што год ти покушао, ја неću бит с тобом. Љубави, ти заслужуваш пуно више него што ти ја могу пружити. Сваки дио мене, мог срца, душе, мушког поноса, пати што ти не могу подарити диете. Дубровничка зора. Вечерва на Алфа. Ма да, јасно ми е. Можете му еш едном да ми цел план? Нов план се крои за растурање на зелената гранка. Не волите се мене. Он се никаде не ни волio. Певала sam Karmi naslovnu rolu u Narodnom pozorištu. Glumili ste sladoled. Si nema ga sad kad je najpotrebniji. Ona može meni da bude dinosaurus, kapiraš, a ja ne želim da budem babojebac, ono, kao neki. Slušaj, majmune, sad ću da zažmurim i kad otvorim oči neću da si tu, jesi čuo? Pej, brate, večerva do 19:10 na Alfa. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шиша. Бидете убави, бидете зелени. Skin Delight.
ripostmk.com. Проверете. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Заборавете на досадните пластични кеси за храна за еднократна употреба. Престанете да создавате отпад. Чувајте ја природата со циби. Ете, имаме уште помалку од половина час да зборуваме во продолжение на оваа тема, која што е навистина една опширна тема за која што може многу да зборуваме, се разбира, но ете може и во некои од следните изданија ќе биде и во продолжение. На почетокот еве потсетување, оние кои што можеби подоцна се вклучија, зборувавме за тоа што всушност е акцентот на денешната тема, а тоа е здравиот начин на исхрана, односно природниот начин на лекување, што представуваат болестите, како токсините делуваат на нашиот организам и при тоа оно што е важно како ги внесуваме токсините и уште поважно како да ги исчистиме токсините од нашиот организам. И сега ќе продолжиме со точката во која што зборуваме за имунитетот, односно одржување на добар имунитет. При тоа знаеме дека нашиот имунитет се бори со сето она што ни доаѓа однадвор, како што се вирусите, бактериите, инфекциите, актуелен или сезонскиот грип и она што е во практично есенско-зимскиот период или во периодот во кој што се наоѓаме, се токму вирусите и настинките, односно вирусите и одредени бактерии. И сега имунитетот е некој што го имаме и кој што би требало да се избори со сето тоа. Имунитетот нема проблем, тој може да се избори со се. Само треба да му овозможиме и да му дадеме се што треба и тој тука ќе ги вклучи своите војници и ќе победи се што влегува внатре. Но треба да го имаме добро изграден имунитетот, така? Да, токму така. Нели ние треба да имаме и добри темели кога градиме куќа, ако не ќе се сруши. А темелите се градат со цврст материјал. Исто така имунитетот треба да го изградиме цврсто за кога ќе не нападне некој, да можеме да се одбраниме. Значи како би го изградиле цврсто? Вака сега. Пак доаѓаме до чист организам. Кога е чист организмот, значи кога немаме токсини во самиот организам, крвта е многу силна, а силната крв се прави со добра храна, тогаш немаме проблем. Значи, што се случува со имунитетот? Ја воопшто не се сложувам со тоа, например, со вбризгување директно во крв на одредени супстанции кои што би го подигнале имунитетот. Сега ќе објаснам зашто е тоа така според истражување, искуства и слично. Со самото внесување ние можеме да дојдеме до вирусите, бактериите, доаѓаме преку носот и преку устата, значи преку системот за дишење и преку системот за варење, фактички кој што го имаме. Сега со ние тука во самиот систем имаме едно мукозна одбрана, така се вика таа одбрана, кога ќе го примиме одреден вирус, бактерија или било која состојка која што не е наша, таа се лепи на тој мукозен ѕид кој што го имаме. Доаѓаме до имуноглобулин алфа, кој што е многу битен во нашиот организам, кој што ја спроведува сета таа постапка која што имаме со внесување на пример, имаме одреден вирус. Ние вирусот го внесуваме преку устната празнина или носната празнина, кај што овој имуноглобулин А е многу битен, тој го распознава, делува на него, го пореметува вирусот, не го убива целосно, меѓутоа му ја пореметува неговата функција, го ослабува, тој доаѓа во нашиот систем за варење, каде што одредени други видови на одбрамбени клетки се борат со тој. Тука се
лимфоцитите те кои што се создаваат, сега да не навлегувам целиот процес како идем, попросто ќе гледам да го образложам, значи самите вируси влегуваат во нашиот систем за варење, потоа влегуваат во цревата имаме друг одбранбен систем, а и потоа влегуваат во крвта доколку не успеат овие три одбранбени системи да ги уништат, влегуваат во крвта, меѓутоа и да влезат во крвта ќе бидат ослабени и многу полесно ќе можат да бидат уништени. Меѓутоа со директно вбризгување на крвта се прескокнуваат трите одбранбени системи кои што самиот организам ги има створено. Значи тој што не создал или природата или Бог кој како љуби, значи создал таков тип на одбрана која што додека да дојде во до нашата крв бидат уништени. Ние многу пати имаме во животот сме дошли со такви вируси, бактерии, секој ден доаѓаме. Меѓутоа тие додека да стигнат некогаш до цревата, уништени се во желудникот и се исфрлаат како отпад, нефункционални се, мртви се. Меѓутоа со директно вбризгување на одредени, јас сум и затоа против директно вбризгување во крвта и создавање на имунитет, тој имунитет не е создаден. Затоа што ние денеска имаме актуелна вакцината, ја нема да навлегувам во тоа, не ни е тоа темата, меѓутоа имаме вакцина, имаме и ревакцина. Тоа не може да постои. Кога организмот ќе создаде еден имунитет, тој влегува во спиралата на ДНК кој што е нашиот информацијски систем. И го разпознава понатаму. Вие ако прележите било која болест, прележите морбили, потоа можете во илјадници луѓе да шетате. Вие не можете да заболите од морбили веќе. Значи не може вие да имате ревакцина. Тоа е исто како доаѓа на лекар, девојка која што е трудна трети месец и лекарот ја праќа оди со дечкото и да го доправите детето, значи треба уште една сеанса да направите. Истото и со ревакцините. Значи тоа е според мене нефункционално, меѓутоа нема да навлегувам во тој дел, имам тука илјадници истражувања и слично кои што го докажуваат тоа, не навлегувам во тоа, сакав само да кажам дека имуниот систем влегува преку устата, носот, кожата, и така се разпознава, така се уништува. А најбитно за тоа е значи да имаме ние чист организам, да имаме доволно елементи кои што ќе го победат, а тоа се секако енергијата која што ја имаме, која што ја добиваме преку природните состојки, најмногу од овошјето и соковите, затоа што шеќерот од овошјето е нашата основна храна за функционирање на па и од зеленчукот, да речеме морковот има доста шеќери, за функционирање на нашите клетки. Кога клетката, митохондријата која што е мотор во клетката ќе работи кој што треба, тогаш таа може да произведе се и може да се бори со било која болест. А ние треба само да ги внесеме потребните состојки. Да речеме, еве на пример, ако сакаме да имаме доволна количина на витамин Д, ние мора да излеземе на сонце и мора да имаме масноти, затоа што да имаме внесено масти, најдобро се ладноцедените масла кои што ги добиваме од различни плодови, почнувајќи од маслинка, орев, бадем, лешник, сончоглед, ленсусам и да не набројувам понатаму. Кога доаѓаат сончевите зраци со контакт во нашата кожа и со мастите кои што ги имаме, витаминот Д се раствара во мастите, влегува директно во клетката и тоа е многу битен. Дури е еден од најбитните за борба против канцерот. Исто така и јодот би го споменал, кој што е со процесуираната храна, јодот многу се отстранува од храната, се отфрла како отпад и сите оние микроелементи кои што ги содржи лушпата на целосните плодови, житарките, исто така тие се отстрануваат, нели знаеме дека белиот леп е најзастапена храна кај нас. Така да тука настануваат тие проблеми со невнесување на одредени состојки. Имаме, например, ние можеме да внесеме железо колку сакаме со одредени продукти, меѓутоа ако немаме С витамин кој што ќе го врзе железото и ако немаме доволно јод во организмот, нема да можеме железото да го качиме на едно ниво кое што му е доволно за да имуниот систем и целата крв функционира онака како што треба, затоа што цврстината на црвените крвни клетки и самата цврстина и отпорноста на организмот зависи од
количеството на железото, хемоглобинот и другите работи, меѓутоа железото е тука најбитно за таа анемичност која што која што може да ни се појави во одреден период во животот, но тука се поставува пак прашањето, ете доколку сме анемични и сега имаме ниско железо, колкав период треба да тоа железо се поврати, односно се качи во нормална вредност преку храна, затоа што сепак треба да помине време, значи прво треба да исконзумираме таа храна, па таа храна да се обработи во нашиот организам, па потоа да сега вака, јас имам еден рецепт кој што го правам доста долго, некаде околу 4 години, кој за 2 недели го качува железото до плафон, така викаме. Има доста до сега да не кажам бројка, ама сигурно преку 50 мои пријатели кои што ги знам, кои што Јас знам неколку примери. Да, има и неколку примери твои колешки кои што имале проблем. Пред 2 дена ми израдува другарот кој што од 3 железото му е сега 40. Така да битно е да се внесат состојките на природен начин. Она што е исто карактеристично. Внесувањето на одредени состојки не значи дека состојките ќе бидат употребени. Ако вие земете, например, одредена шумлива таблета на која што пишува дека има толку магнезиум, калциум и одредени, и ја внесете во вашиот организам, не значи дека ќе абсорбира организмот целосно. Зошто? Затоа што организмот бара да биде спакуван онака како што може клетката да го абсорбира. Сега најновите истражувања докажуваат дека аскорбинската киселина или витаминот С се искористува 20%, додека липосомалниот витамин С се искористува 90% во организмот. Тоа е исто многу битен во овој период, затоа што витаминот С, освен што го подигнува имунитетот, тој и чистач ги собира сите оние отпади, слободни радикали и ги исфрла надвор. Значи витаминот С е многу битен сега во исхраната. Најлесно како да го внесете природно витаминот С качете се на било која планина, наберете 100 грама шипинки и изедете ги исто како да сте изеле 2 кила лимон. Значи тоа е најприродниот и најдобриот. Освен тоа може да се користи тој липосомален од чипинки? Чајот од чипинки не содржи витамин С, затоа што витаминот С е термолабилен и на 45 степени веќе се уништува, се разградува таа структура на витамин С. Друг начин за поголемо искористување на витаминот С е можете да исцедите за да добиете природен витамин С дома кој што би го чувале во тегла и би користеле, зависи нели од дали имате одредено заболување или сакате превентивно. Многу е прост рецептот, зимате една поголема тегла, да речеме од 2 литра, кај што цедите 1 литар сок од лимон, мерите сода бикарбона 24 грама, ја додавате, тоа треба убаво да изврие, да оставите теглата отворена, да се промеши убаво со дрвена лажица, значи не со метал, и на тој начин се добива натриум аскорбат. Натриум аскорбатот е друг вид на витамин С кој што исто така организмот го користи 2 до 3 пати повеќе од аскорбинската киселина. Аскорбинската киселина поминува и само мал дел може да искористи организмот од нејзе. Овој природен витамин С со сода бикарбона е фантастичен, значи со тој начин се имат излечено многу луѓе. Има еден доктор Симончини во Италија кој што има излечено доста болни од канцер со овој тип на лекување. Освен тоа што витаминот С се бори со болеста, содата која што се наоѓа во комбинација со лимонот ствараат алкална средина во организмот. Иако лимонот е толку кисел, вие кога ќе го внесете во организмот, тој создава алкалност. Значи поголема од 9, што е фантастично. Алкалноста е многу битна за организмот. Кога ние сме алкални, ние не сме средина на патогени, бактерии и вируси. Тие не можат да живеат. Ако ги нападнеме ние со алкалност, тие умираат. Исто како живите клетки, ако им го одземеме кислородот, тие умираат. Значи, тој процес, како што го имаме со растенијата и со животните, ние користиме кислород, тие користат јаглеродиоксид. И обратно, сето тој баланс е направен во природата да функционира. Така да, она друго што сакам да го кажам е проблемот со најчесто со хеликобактер или ХПВ. Многу чести случаи има на хеликобактер, една бактерија која што живее во желудникот и која што имаме сите.
Хеликобактерот се зголемува, бројот на хеликобактер не се зголемува затоа што ние сме болни, него се зголемува затоа што ние имаме повеќе отрови во организмот. Со зголемувањето на отровите се зголемува хеликобактерот затоа што тој е создаден во нашиот желудник да ги изеде отровите за да не умреме ние, за да не ни се појави. Има случаеви кога луѓе имаат подолго време хеликобактер и добиваат канцер на желудникот. И кога ќе отидат на лекар, причината за вашиот канцер е хеликобактерот. Не е точно. Причината за канцерот е токсините кои што настанале. Хеликобактерот никогаш нема да се разви. 14 дена со терапија со сокови, со одредени сокови, хеликобактерот ќе се нормализира, ќе се исчисти желудникот и ќе се функционира како што треба. Истото се случува со голем број на млади девојки кои што имаат ХПВ. Зимаат толку јаки антибиотици, ги пијат антибиотиците и после тоа закачуваат кандида. А кандидата се лечи многу потешко. А кандидата се јавува за да го заштити организмот и животот, за да може да ги изеде сите отрови настанати од медикаментите кои што сме ги внеле во организмот. И така тој процес, како оне што го кажав претходно со приказната со внесување, најбитно е да си отфрлат отровите, да се исфрлат. Најдобро е да не се внесуваат. Меѓутоа, кога веќе ги имаме, не можеме да останеме имуни на отровите кои што постојат насекаде околу нас. Но за ХПВ-то или хуман папилома вирусот се знае, бидејќи е вирус, антибиотиците тотално не се потребни, ниту пак вршат некаква улога, туку улогата има главно подигнувањето на имунитетот. Токму така. Ние антибиотици кога пиеме, антибиотикот не е некое волшебство кое што ние ќе го испиеме и ќе ни помогне. Антибиотикот само на одреден начин создава повеќе, ни го подигнува имунитетот, вештачки ни го подигнува имунитетот и се бори со одредена болест. Сега не велам да не се користат антибиотици при тешки инфекции, нормално дека треба да се користат антибиотици, меѓутоа да не биде често, да не биде секоја настинка користење на антибиотик и тоа се зачестува. Јас знам луѓе кои што на пример не ги слушале моите совети, со години си користат антибиотик и нонстоп си користат антибиотик и се нонстоп на антибиотици и така си живе. Меѓутоа тоа е нивни избор, нели? Да. Никого не можеме, наше е да ги информираме она што секој и да помогнеме на секој, она како што реков и на почетокот на емисијата. Тоа е чисто информативно. Секој си прифаќа одреден начин. Дали ќе третира својата состојба, да не речем заболување така или вака. Секој има право на избор. И правото на избор треба да постои. Со ХПВ-то уште една информација која што ја добив пред 2 дена, со вакцинација на ХПВ во светот зголемено е за 218% ракот на грлото на матката, во одредени земји кај што вакцинацијата е од 80 до 90%, само во Франција е 20%, кај што се е вакцинирано 18% од популацијата која што требало да биде вакцинирано. Уште еден податок кој што го направи Францускиот институт за здравје и е објавен, може да го најдат на интернет нашите гледачи. Значи да не се третира на тој начин, пак со директно внесување на антигени кои што нема да придонесат ништо, него ќе створат состојба која што подоцна ќе биде алармантна за организмот. Тоа е сето ова што го кажуваме чисто информативно. Значи секој може да си одлучи како според својата совест и начинот на кој би сакал тоа да се третира. Да. Липче да не останеме само должни за рецептот за ете оние кои што имаат проблем со анемијата. Накратко само да го кажеме и ќе завршиме со физичката активност и позитивната мисла кои што исто така се дел од овој процес на здрав начин на живот и прво да спомнеме за физичката активност и па ќе го ставиме рецептот за крај. Физичката активност, што се случува со физичката активност кога сме физички активни правиме циркулација која што во секоја клетка носи повеќе кислород, повеќе храна и на тој начин ние ги спречуваме болестите. Значи имунитетот може да се подигне не е само ние да јадеме здрава храна, ако физички сме неактивни, там многу помалце ќе се дистрибуира до сите наши клетки. Многу е битно, значи, физичката активност и затоа што самиот лимфен систем кој што го имаме
за разлика од срцето кое што има пумпа, лимфниот систем нема. Значи затоа е многу битно да бидеме физички активни, са лимфата е таа која што ги отстранува токсините најмногу од нашиот организам и ги носи онаму каде што треба во дебелото црево за да се исфрлат. Освен тоа, лимфата не е само да ги отстрани токсините, ние имаме процеси кои што се случуваат во моментов додека го правевме разговорот, кај нас на пример умреа многу клетки, се родија нови. Знаеме дека се обновува кај човекот, за одредено време имаме нови раце, бели дробови и све слично. Сега тие клетки што умираат, лимфата ги зима и ги исфрла надвор. Ние со самото движење, затоа и не се создадени случајно ливните жлезди највеќе овде, затоа што кога се движиме, што правиме? Го движиме овој мускул и ја пумпаме цело време лимфата, исто на препоните тука, од страната, кај што ни се нозете и под и над колената. Кога се движиме, ние фактички ја пумпаме лимфата и предонесуваме за отстранување на отровите и таа цело време да циркулира и да се извршува состојба. Доколку ние лежиме цело време, значи имаме огромен проблем. Освен тоа што не може да ги исфрли отровите, не може ни да ги собере оние кои што настануваат и затоа е многу битна физичката активност. Еве вака малце да објасниме. Зошто е таа битна? Позитивната мисла иста, како што реков и на почетокот, илјадници хемиски процеси се случуваат. Вие кога сте нервозни знаете како делува тоа. Знаеме како се чувствуваме, знаеме како се чувствуваме кога сме расположени или среќни на пример. Да, битно е затоа што самата епифиза испраќа податоци за нашата состојба, какви сме, што сме одредени функции се подобруваат ние кога сме расположени. Знаеме кога сме нервозни, можеме со една чашка алкохол да се опиеме, а кога сме среќни, можеме и литра. Да. Така да тоа е еден параметар кај што се гледа дека тогаш сме стварно кога сме расположени, имаме високо ниво на енергија. Да. Она исто што сакам да го кажеме за тироидата. Тироидата е една интересна жлезда која што мора да внимаваме на незе, да внесуваме јод, еден рецепт за јод како можат најмногу да внесат значи нашите слушатели. Тоа е со млади оревчиња, тоа сите го знаат и постари баби дедовци, млади оревчиња во големина на маслинка се ставаат во мед. Најдобро се сечат на пола и се ставаат во мед, 40 дена се оставаат така, потоа се процедува и медот има својство да го извади целиот јод скоро од самиот орев, така да оние што имаат проблем со тироидата по една лажица од овој напиток и ќе биде топ. Да, ние ќе имаме во некои од нашите идни изданија за конкретните различни состојби или заболувања кои се оние која онаа храна или кои се оние рецепти кои што би било пожелно да се практикуваат, да се прати, да се конзумираат со цел да се подобри. Дали имаме време за анемијата, да кажеме? Имаме време, да кажеме за анемијата и ќе завршиме тоа. Анемијата, значи недостатокот на железото се решава многу едноставно, значи се прво ставаме состојки во самиот рецепт кои што содржат огромни количества на железо. Тоа е какаото, не ова што се продава пакуваното, него зрно какао. Рогачот исто така една намирница многу богата со железо, семето од коприва. Јас имам неколку рецепти различни, сите даваат резултат. Со тоа се додава сок од лимон. Сега збориме воглавно како е состојката, зависи од количеството. Сок од лимон, се додава мед, кој што медот е и конзерванс и катализатор на сите овие работи кои што ги поврзува. Се додава тоа што го споменав, медот со јод, пошто јодта е многу битна за тие процеси што се случуваат во организмот. И се додава кајсија, која што би требало да биде органска, зборам за сува кајсија. Исто така, тоа се блендира, значи без медот. И потоа се додава медот, се меша убаво и може да се конзумира. Значи доволни се овие состојки. Јас се правам некојаш и со повеќе состојки, зависи доколку некој има проблем. Да. Исто така сакам да кажам со коските многу луѓе имаат проблем и користат калциум. Значи најбитно е да користат природен калциум и да користат
силициума него најлесно може да го внесат со чај од конско опавче, затоа што силициумот, калциумот и магнезиумот кои што ги сочинуваат коските без силициумот не можат да се поврзат онака како што треба. Сите што имаат проблем, значи чај од конско опавче после ручек и после вечера и нема да имаат проблем со остеопороза и сите останати проблеми кои што ги имаат со коските, нормално со внесување на огромни количества на калциум доколку имаат остеопороза, доколку не се знае нормално внесување превентивно, да. Да. Љупче, јас мислам дека во она време кое што ни беше на располагање од 1 час успеавме да им доближиме на нашите гледачи во однос на тоа што беше целта на нашата денешна емисија, за тоа колку може да влие на нашето здравје и одржување на доброто здравје, природниот начин на лекување, при тоа доброто расудување кога е потребно што да конзумираме, бидејќи нели самите сме си одговорни за тоа кое што го внесуваме во нашиот организам, на кој начин го внесуваме и како ги постапуваме понатаму. Се разбира дека овие совети и препораки кои што вие ги дадовте, како и рецептите кои што така на брзинка ги споменавме, може да ги прифатат нашите гледачи, иако оние кои што се заинтересирани, кажавме на почетокот, ќе потсетам, вашиот број ќе го има во режијата, па доколку сака да ве консултира дополнително, подетално во однос на нивната состојба, ќе може да ве побараат, се разбира, и да им кажете што е важно да практикуваат, но како и да, јас тука ќе ви се заблагодарам за денешното гостување и верувам дека ќе имаме едно следни издање каде што ќе зборуваме и подетално. Да, благодарам на поканата. Сега направивме нешто општо, кај што направивме некоја слика како и што е битно нели за нас како суштества, како луѓе, дека треба повеќе да ја користиме природата. Природата ни дава многу богатства и се надевам дека на некого ќе успееме да помогнеме. Ако помогнеме барем на еден човек, тоа срекни ќе бидеме. Така да јас ви благодарам многу за поканата. Се надевам дека се гледаме во некоја наредна прилика со нешто поконцизно кај што би можеле да го обработиме или со одредена аномалија, да не речам болест која што е присутна кај поголем дел од нашите жители и верувам дека ќе успеат да најдат лек во природата. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви посакувам, се разбира, убав ден и успешна работа и продолжение во ова што го правите со сите информации и истражувања кои што како се добро дојдени и би сакала да ги слушнеме и да ги споделите со нас. Благодарам. Ви благодарам за вниманието и од ова што денеска го зборуваме можеме да извлечеме една еве да речеме порака или препорака што и да правите каков и да е вашиот ден или целокупно периодот или животот, секојдневно да не забораваме да го дадеме вниманието или фокусот или акцентот на оно што е најважно, а тоа е здравиот начин на исхрана или начин на живот, позитивната мисла која што е исклучително важна, бидејќи како што му треба храна на телото, така и му треба добра храна на умот, а се разбира и она што исто го споменавме во текот на денешната емисија, а тоа е физичката активност, спортувањето, изборот на оно што најмногу сакате да го правите, па дури тоа да е, да речеме, едночасовно пешачење во текот на денот. Ви благодарам за вниманието, се гледаме повторно утре во 10 часот за нашето ново издание.